државата во пазарна економија и спомнат ви не треба само да регулира, не треба да ги одредува цените, меѓутоа прекупците ги осакатија земјоделците и крајните купувачи во последните 4 години. Пандемија, војна, енергетска криза. Да. Треба ли да се замеша државата тука со малку посилни механизми? Треба, ја тоа го зборам со години ни една влада не ќе ни да нешто не ќе да напуша, не ќе ни да седне да го размислува проблемот. Сега гледате. Многу е видливо дека ние на сегментот на производство на земјоделски производи, значи на земјоделие кое што треба да преиде или како производи на пазар или да се преработува во индустријскиот сектор во пософистицирани пак прехранбени производи. Имаме една типичен пазарен неуспех во викаме. Производители се многумина, често и ситни, немочни и они се онаа страна што е инфериорна. Прекупците, накупците, трговците се малкумина, многу моćни. Сегде што ќе се сретнат две такви страни, пазарот покажува неуспех и е потребен регулатор да воспостави баланс, равнотежа и фер односи меѓу нив. Ајде вака да кажам што една овие. Имаме комисија за енергетика, регулаторна комисија за енергетика. Зашто? Бидејќи на пазарот на енергија имаме пазарен неуспех. Имаме агенција за аудиовизуелни услуги. Така имаме разни места кај што има пазарен регулатор. Имаме комисија за хартија од вредност за пазарот на капитал. Имаме Народна банка кој што го регулира, односно го гледа на супервизија прави на банкарскиот сектор. Значи има регулаторни тела, пазарни регулаторни тела. Зашто за земјоделски производи го нема тоа? А истиот проблем. Истиот проблем е пазарен неуспех. Некој треба тоа да го направи. Владата треба да го направи. Односно Министерството за земјоделие треба да формира своја агенција која што во тој сегмент меѓу производителите ситни и трговците моćни ќе биде добра спона. Не е лесна задача. Не е лесна. Тоа регулирање пазар е многу тешка и суптилна политика, економска политика за водење. Признам. Признам, ја не признам факт. Меѓутоа, ако почне една влада, и ако почнавме ние пред години, или сега да ако почне, за едно одредено време ќе ги научиме работите и ако има желба, тука ќе може многу работи да се подобри.